Бугарскиот премиер најавува дека Македонија и другите земји од Западен Балкан нема да добијат преговори со ЕУ во блиска иднина. Среде разговорите за избор на нови европски власти, коментирајќи дека бугарката Кристалина Георгиева отпаднала од трката за заменик на Федерика Могерини на местото висок представник за надворешна политика, Борисов рече дека многу веројатно нема да има покана за земјите од регионот, а Бугарија не сака да биде обвинета дека токму тоа го попречува проширувањето. Многу е веројатно земјите од Западен Балкан да не бидат поканети. И тогаш косоварите, албанците, македонците, србите ќе речат дека заради бугарката не добиле покана. Пред крајот на неделава во полскиот Познан ќе се одржи самит ЕУ Западен Балкан како дел од берлинскиот процес започнат пред 5 години од германската канцеларка Ангела Меркел. Канцеларката, која и самата ќе присуствува на самитот, повтори дека регионот има европска перспектива, но дека патот е долг и исполнет со камења. Големо прашање е дали на самитот во Познан ќе се случи нешто друго освен повторување на заложбите за европска интеграција на македонското соседство, а нашата земја речиси известно ќе чека барем до октомври за евентуално да добие датум за преговори. Сепак, иако постојано се повторува дека заради европските избори и песимизмот во неколку важни европски центри процесот на проширување е блокиран, во пракса се покажува дека блокадата не важи за сите. Србија пред неколку дена го отвори поглавието 9 во преговорите, а влегува во процесот на ревизија за поглавието 23 и 24, што јасен показател дека сериозно напредува кон ЕУ и во овој условно кажано период на стагнација за регионот. Председателот Пендаровски и премиерот Заев во повеќе наврати потенцираа дека земјата мора да добие датум до октомври, бидејќи во спротивно во прашање ќе биде доведен кредибилитетот на Унијата, додека шефот на дипломатијата Димитров дури порача дека неуспехот годинава би значил крај на македонските евроинтеграции.